објавува пресудата, тогаш ќе за да не стоите подолго време. Доводот да, за да не стоите подолго време, ќе идентификувањето на економскиот криминал е битно, бидејќи има за цел да го заштити и унапреди интегритетот на државните институции и процеси, како и системот на слободни предпријатија, конкурентниот пазар и државното слободство во целост. Ваквиот криминал кој се јавува во областа на стопанското работење, познат како криминалитетот на белите јаки. Во правната теорија се означува како криминал кој во рамките на своите професионални активности го вршат лица со висок општествен риск. Економскиот криминалитет го представуваат ненасилни противзаконски дела. Се работи за различни действија на повреда на законите, во вршењето на активности на пазарот од страна на физички и правни лица, со кои се предизвикуваат штетни последици за системот на економските односи и за другите субјекти на пазарот во другите делови на област. Станува збор за злоупотреби во или на компаниите кои имаат штетни последици за другите учесници и потрошувачите, преземени од страна на нејзините менаџери или работени, или действија преземени во корис на компанијата. Во контекст на наведението, пред овој суд, пред овој судски совет, се водеше кривична постапка за сериозен кривичен настан, кој подигнат обвинителен акт од јавно обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани кои предизвикуваат содржината на езиконското седење на университет, изменет прецизиран пред залажните зборови на јавните обвинители, против обвинетите Сеат Кочан и Василија Вилович како соизвршители и против Сафет Батич како помагач на соизвршителите, со обвинителен предлог и против правните лица Трансмет до Скопје, чиј управител е Сеат Кочан, и Силекс Неметалисата до Елкратево, застапуван од Василија Вилович, токму за вакво кривично дело. Релативно нова инкриминација, поведена со моделата на кривичниот закон од 2009 година, во главата 15, каде што се содржани делата против јавните финансии, владниот промет и стопанство. Знаете, сите члени 275 злоупотреба на постапката за јавен одит, недолување на договор за јавна набавка и јавно-приватно партнерство, постапка која предизвика посериозни импликации не само во однос на учесниците во истата, туку и во јавноста, а секако доби и медијски публицитет. Со измененото прецизирано обвинение, обвинителството се откажа од кривично гонење на правното лице Бато Долов Столичевич, судот ќе го изложи сюжетот за текот на постапката и причините за донесената одлука, во смисла на тоа зошто ги прифати аргументите на обвинителството, односно аргументите на одбраната. Постапување по предметниот обвинителен акт, изменет, односно прецизиран на главната расправа од 12.7.2018 против именуваните физички и правни лица, судот закажа и одржа над 20 рочишта за главна расправа, на кои поведените говори на јавниот обвинител и премителите, изведе вербални и обемни бројни материјални писмени докази, како на предлог на обвинителството, така и на предлог на одбраната. При тоа обвинителството имаше главната улога во докажување на вината, одбраната активна улога во оспорување на тезата на обвинителството. Судот пак, како пасивен арбитар, согласно улогата од Законот за кривична постапка, со раководна контролна и гарантна функција, која одлучува за доказите, по темелна анализа на истите ги утврди следните факти релевантни за донесување на одлука. Именно, за разлика од претходниот оглас за јавна набавка и бараниот капацитет за докажување на техничката и професионална способност на понудувачите, неспорно е дека условите на повторениот повик за јавна набавка, кој што е преглед на оваа кривична постапка, биле помалку ограничувачки во однос на докажување на способност на учество на понудувачите. Обвинителството тврди дека добивањето на јавна набавка на конзорциумот, составен од сега обвинетите правни лица Трансмет до како носител и Силекс Неметалисата кратко како член, е врз основа на неистините документација доставена од обвинетите лица, односно дека токму врз основа на неистинитата документација, конзорциумот успеал да ги исполни минималните услови барем на техничка спецификација од университетска документација по предметната јавна набавка и да се квалификува за учество во втората фаза на постапката, пошто одбил можност да достави најповолна понуда и да добие тендер со вкупна вредност од 1,6 милиони денари без данък на додана вредност. Одбраната го негира се тоа, ги одекува изнесените наводи во обвинителниот акт и тврди дека не постои ниту еден доказ дека обвинетите Сеат Кочан и Василија Вилович било кога меѓу себе се договарали да сочи на конзорциум кој учествува во конкурентна јавна набавка и при тоа да поднесат неистинната документација со цел да го повредат со законот предвидениот ред на постапката, која не спроведува активно. Злоупотреба на таа постапка со повреда на прописите кои регулираат според одбраната единствено може да изврши договорен орган,
води работа, а тоа во случајот де АД е Скопје или други. Или, како што вели обвинителот Миле Петровски, нема ниту еден доказ за било каков договор за тоа кој од нив каква и која инвеститивна документација ќе поднесе. Во прилог на ваквото тврдење одбраната се представува свој доказ, презентира контрааргументи и заклучува дека тврдењето во обвинетиот Сеат Кочка, во обвинетиото правно лице Транспорт и другите сообвинети, свесно ги повредени прописите во постапката за јавни повик, со поднесување на инвеститивните документација, како еден од основните елементи на делото кој се става на тоа, е само нелогична конструкција која според законот е невозможна. Конструкција која според одбраната очигледно е така создадена заради други причини или неправомочно толкување на одредбата од член 25 од Кривичниот закон во смисла на произволно толкување и на содржината на поимот располагање, кој во никој случај не е равенство на собственоста или владењето, како во граѓанска, така и во публична правна смисла. Вака тврди одбраната за потоа да каже: и под услов да постојат докази дека договорот за јавна набавка е склучен, откако економскиот оператор поднел инвестиционните документација со цел да добие работата, предмет на јавната набавка, или квалификува во втората фаза на постапката, во состојба кога во таа фаза на постапката учествувале уште два економски оператори, но понудиле повисока цена од конзорциумот, а потоа не поднале пригод против извештаот со кој конзорциумот е избран како најповолен понудувач, по исполнувањето на договорот за јавна набавка во целост со извршување на договорените работи, јасно е дека не треба ни да се помисли, а камоли да се тврди дека конзорциумот и правни лица кои извршиле работите оствариле имотна корист од 1,60 милиони евра. Одбраната ги негира и наводите во обвинението дека Трансмет во документацијата со која учествува во јавната набавка и ја докажува техничката способност, кадровска екипираност, поднел невистинити документи со цел да се квалификува во некогашна делна постапка. Како што вели бранителот Маја Ричиновски, договорот за продажба на опреми Далко, заведен во Трансмет и Телаје до обид со датум од 13.5.2011, во всушност бил приложен во техничка документација, е единствениот реален договор, израз на волјата на договорните страни, со сите суштински и битни елементи и исполнет во поголем, а претрпот само одредени измени во делот на предвидената опрема, согласно новонастанатите околности. Од тука наводите во обвинението во обидот според одбраната се неоснована претпоставка, бидејќи Трансмет со набавените 5 дамки, како и со 6 дамки се кои располагува членот на Силекс на Секретарова, во секој случај го исполнувале критериумот за техничка екипираност предвиден во јавната набавка, односно имале купно 11, а било предвидено економскиот оператор да исполнува 6 дамки. Понатаму, одбраната го посочува член 83 од Законот за облигационите односи, кој го третира обемот на овластувањето кое лицето може да го добие врз основа на добиеното полномошно. Па тврди дека видно од овластувањето од 10.11.2011 година, обвинетиот Василија Вилович не бил овластен да изготвува тендерска документација, не бил овластен да ја проверува или контролира истата, ниту тоа можело да се бара. Или, како што тврди бранителот Фајм Алексич, тој бил овластен само да ја потпише документацијата која му била поставена од страна на Силекс на СРБ, како веќе изготвена и на истата не можел да ја проверува вистинитоста, ниту постојна законска обврска, ниту постојна договорна обврска, дека обвинетиот бил овластен само единствено да ја потпише тендерска документација согласно законските можности дефинирани во член 59.3 од Законот за јавни набавки, дека овластеното лице треба да постапува и да го претене само понашто мандатно овластување, дека обвинетиот Василија Вилович не е повреден со обвинетото правно лице, затоа што не е одговорно лице на Силекс на СРБ и не ја дели и не може да ја дели на заставното по закон. Затоа според одбраната нема знак на равенство помеѓу одговорно лице кое е заставено по закон со овластеното лице кое е заставено по полномошно само за определено действие прецизно опишано во овластување. Дека квантум квалитетот на неправда се директна консеквенција и продукција од правниот основ со кој се поднесуваат надлежностите, па во конкретниот случај за лице чија содржина на овластување е експлицитно одредена со правен акт и се состои од подпишување на секоја страница за доставување на документацијата, одговорност постои само за проведените действија и за ништо друго. Секоја друга екстензија на одговорноста според одбраната би значила непочитување на начелото на законитост. Следствено на ваквиот заклучок, преседно на конкретни обвинетиот Василија Вилович му се ставаат на тоа врз обвинението, според одбраната обвинетиот не може да одговара за вистинитоста или невистинитоста на документацијата која што е добит за правни лица и само ја проследил до конзорциумот или тој било какво било овластување и не. Одбраната тврди дека обвинетиот Василија Вилович не достига субјективниот елемент, а тоа е директната умисла, за чие постојање неопходно е да се утврди дека во обвинетиот постоела неговата свест и намера за повреда на прописите за постапка
Завршено, одбраната го негира обвинението и тврди дека Силекс СВЛ кратово ги имало предметните шестантери, а дека тоа е така потврди и техничкиот советник на одбраната Павлина Стојанова, но и дека вештото лице на обвинителството Киро Костов не оскори дека се ръководство и финансиски 6 седантери се измонтирани и постојат во книгите и списоците на основни средства на Силекс кратово, што значи дека банкерите биле набавени од страна на обвинетото правно лице Силекс негова друштво истите ги поседувало и дека тие биле собственост на правно лице пред и по доставување на понудата, без разлика на тоа која фактура ја достави. Судот ги ценеше ваквите наводи на одбраната и сите презентирани докази во прилог, во корелација со доказите понудени изведени на предлог на обвинителство. Па по обсежна анализа на секој доказ положба и во взаемна поврзаност драгоценина, утврди дека предметниот договор и дополнителниот анекс произлегуваат од добивање на јавна набавка во основа на неистинita документација, доставена од одредените лица без управителен регистар. Пример, контријавата поднесена до АД Електроенергија Македонија Скопје од 14.11.2011 за учество на јавната набавка под заведениот број од страна на конзорциумот, сочинет од обвинетото правно лице Транснефт и Силекс СДД кратово, како член, чијашто техничка и професионална способност е поддржана од трет суд, правното лице Бато Дол. Доставена е неистинita документација како доказ за поседување на техничка опрема и кадровска екипираност за извршување на предметната набавка. Толку вржноство на неистинita документација, односно успеа да исполни доставање на техничка спецификација од тендерска документација и да се квалификува за учество во втора фаза на постапката за предметната јавна набавка, пошто бил можност да постави најпозорна понуда и да го добие тендер на вредност од милијарда и 60 милиони денари без денар. Неистинитоста на документацијата е основата, есенцијата на самото клинично дело, кој се става на тоа. Судот го прифаќа, а се утврди преди доказите кои беа изведени на правната расправа. Така од материјалните и вербалните докази, во врска со содржината на разговорите од нелегалното следење на комуникациите, поврзани со овој предмет, произлега дека обвинетите свесно ги повредиле прописите на постапката за дојдување на договор за јавна набавка, а причините и мотивот за ваквите криминални действија били искривување на постапката за дојдување на договор за јавна набавка заради искривување на корист. Точно е дека разговорите не ги водат обвинетите лица, но целата содржина се однесува на обвинетите правни лица и тоа за постапката по претходно објавениот тендер поништен и повторно објавениот по повод кој се објавуваат лична постапка заради придобивање на правните услови, а се со цел токму овие правни лица здружени во конзорциум да го добијат тендерот објавен елен вреден милијарди денари без денар. Зборуваме без анексот, кој што дополнително било. Но и после толку преговарање, договарање и приспособување на условите заради фаворизирање на обвинетите правни лица, на истите сепак договорот за јавна набавка им бил додаден преку поднесена документација која доказите кои изведе во текот на главната расправа, произлезе дека е неистинита, докази кои детално ќе бидат елаборирани во образложението на пресудата, која судот ќе изготви и подписува. Еве само како пример. Приложениот договор кон тендерска документација за продажба на 10 возила Дамбо со аванс од 10.000 евра. Одбраната на Транснефт тврди дека не е ефективен и дека по него подоцна се преземени действија односно одплата на аванс, зашто како докази се наведени писмени докази за свиф и профактура. Но овие докази, со кои се тврди дека се преземени действија за исполнување на договорот и набавка на 10 возила Дамбо, не се поднесени во тендерска документација, туку како доказ за нивна набавка е поднесена спорната фактура, број 257/41/11, по која од сите изведени докази, судот не утврди дека е извршен некаков промет. Нема пропратна документација, царински декларации, клиенти и така натаму, па сосема логично правното лице Транснефт до Скопје ја нема книжено во деловодството, факт што е потребен од двете вешти лица и со тоа нема никакво правно значење. Од изведените докази на главната расправа, судот утврди и дека нема никакво располагање од страна на Транснефт на опремата 10 возила Дамбери, за која бил склучен договор за набавка, имајќи предвид дека ниту ја платил, ниту ја донел опремата, а со тоа не ја впишал во основните средства за работа, што понатаму укажува на фактот дека истина знаел дека не ја располага. И во однос на останатата документација во прилог на пријавата и придружна тендерска документација за докажување на техничка способност, која според обвинениот Транснефт и управител недоставна како неистина, судот од изведените писмени докази и вештиот наод лице на вештото лице Киро Костов утврди дека станува збор за фиктивните
понижени во светлосната евиденција на двете правни лица, продавач и купувач, по кои не е вршен промет и не е навалена никаква стока, што значи обвинетото правно лице трансмет во моментот на поднесување на пријава на случај во поставката заедна набавка, не е располагало посудувано на деветата тражна организација, авторирана со министерството. Обвинетиот Василија Авилович, кон доказите дека обвинетото правно лице Силекс Неметалис ја располага посредува претходно наведената граждана организација, доставено неискрената документација за техничка опременост и кадрска екипираност. Неспорно дека овој обвинет е вработен во Магронито, но тоа што не е вработен во обвинетото правно лице не значи дека го нема потребното статутарно својство што одговара клучно закон за да биде извршител, во конкретниот случај соизвршител на делото што се ставува. Имено, согласно член 28а став 2 од КЗ, правното лице е одговорно и за дело сторено од застапник, повезани во остварање на имотна корист, во конкретниот случај овој застапник. Поновење на судот, со самиот факт што обвинетиот Василија Авилович по добиено устно овластување од основачот, директорот на Силекс, да презема действија за Силекс Неметалис, еден од неговите доеви. На 9.11.2011 пристапил кон подпишување, што значи исклучување на писмен договор, со кој Силекс Неметалис да се согласува во поставката предметната јавна набавка. Лидер на групата економски оператори да биде трансфер, додека Силекс Неметалис да има својство на член на економски оператори, а истиот ден подпишал и изјава за техничка поддршка од Силекс Неметалис на лидерот трансфер, со сите нивни расположиви технички средства, како и за прифаќање на сите обврски кои ќе произлезат од договорот, кој ќе го подпише трансфер како лидер со АД на крај на Македонија, доколку трансфер ќе добие раката во овој ден. На судот, истиот го добил својството на договорен застапник кој постапува во име и за сметка на правното лице Силекс Неметалис во тој град. Односно, представувало ова правно лице во предметната постапка по објавениот тендер, што значи да застапувал во правниот обврскиот ток. Откако следниот ден на 10.11.2011 тој добил и писмено овластување од управителот на правното лице Силекс Неметалис, Васил Истовски, заверено на нота да ја подпишува тендерска документација, во истата постапка и пристапен кон нејзиното подпишување со својрачен подпис на самиот печат на правното лице, на секоја страна на документацијата, вклучително и на 4А образец на техничка опременост, на кој со својот подпис декларира со колку и каква опрема располага Силекс Неметалис, односно потврдува дека дадените податоци се точни и веродостојни. Го подпишува и образецот 3 кадрски квалификации, како и образците 3А и 3Б кадровска екипираност, со кои што образци се декларираат податоци за кадровските капацитети на Силекс Неметалис во операторот, повторно со потврда дека истите се точни и веродостојни, а го подпишува и 5 образеци за релевантна референтна листа. За судот е неспорно дека овој обвинет свесно и волево ги трезво действијата што го чинат законското обележјане на техното критично дело. Ова од причини што подписот има функција на гаранција за вестинитост и точност на податоците и на приложената документација, а од изведените докази на главната расправа, подкрепени со вештиот на министер на економскиот вештиот постов, произлезе дека дел од таа документација е со вестината содржина и упатување на постоечки факти, а кои се релевантни во постапката на јавниот повик за квалификување од втората фаза на конзорциумот, чиј член е правното лице што се стапува од тука. Токму пријавата со прилозите кон тендерска документација е документација со која се гарантира дека податоците и информациите што се содржи оваа пријава, како и целата документација што се доставува во прилог се точни и снимки, односно не содржат фалсификување на снимки, податоци и документи, зашто и самите образци од тендерска документација стојат пунктите дека податоците се точни и снимки. Секој кој не толкување води до правна сигурност. Поновење на судот, обвинетиот Василија Авилович бил свесен и за последиците кои можат да настапат од неговото постапување, согласно даденото овластување, но сепак до денот на потрошувањето на овластувањето и поднесувањето на конвенцијата, за чија вестинитост гарантира составањето на својот подпис, не побарал и не напредок увид во документацијата што се однесува на техничка и кадровска екипираност од Силекс Неметалис, ниту напредок во неговото. Во оваа смисла, судот дури и да прифати дека тој не бил потполно свесен дека документацијата што ја подпишува ја поднесува е со вестините содржина. Импликацијата од ова значи само дека истиот имал дефект во компонентата свест, но не и дека тоа по автоматизам не исклучува умислата за критичното дело. Подписот на документацијата што ја разбира гаранција и одговорност за нејзината вестиност, налага задолжителна обврска кај него да провери што подпишува, но истиот и покрај свеста за рака на своја
обврска не го прави. Од тука дефектот во компонентата свест на детето се должи и е директна последица од неговото свесно непостапување. Пасивноста кај обвинетот, која е резултат на неговото свесно непостапување, не исклучуваат свеста и волјата како компоненти на умислата за каквото критично дело. Именно, свесното и волевото неотстранување на човекот во сопствената свест, наспроти обврската како отстранителната со проверка на дистинкцијата од комуникацијата која ја подпишува своерачно и со тоа се лично одговара, неспорно упатува на фактор дека тој свесно и волево е презема одговорноста за подпишувањето и поднесувањето на документација со негативната содржина, токму затоа не може и не сме да биде ексклудиран од кривична одговорност за преземените противправни действија. Недискриминативната на документација, која што е подпишал и поднел обвинетиот Василија Дилович како застапник на обвинетото правно лице Сијакс на КНС. Неспорно се утврди од изведените докази во текот расправа, како вербални, така и материјални. Устното огласување од председателот на управниот одбор на Сијакс Дилович и писменото огласување од управителот на обвинетото правно лице, како и на правно лице, за подпишување на тимеската документација, која патена е со недискриминативна содржина и поднесување на истата на обвинетиот Василија Дилович како стапка за јавната набавка, ја конституира одговорноста на правно лице Сијакс на Кратово на начин како што е предвидено во одредбата од член 28а, став 2, точка 1. Однос на критичното дело од член 275в, став 3, врска со став 1, врска со член 24 од критичното дело, што му се става натовар на обвинетиот Сафет Батич. Од сите изведени докази, судот ги тврди следните. Неспорно е дека постои неусогласеност помеѓу договорот на турски јазик од 5.7.2011 година, случај помеѓу турскиот производител и патото осудничени за купопродажба на табилица, модел ГМ-2 од една страна, и фактурата на англиски јазик и царинската декларација од една страна, од која е видно дека истата табилица со наведениот модел е статична и со капацитет од минимум 175 до 220 км на час, а не мобилна како што се барат во особите потенти. Но осуднавам дека ваквата неусогласеност не предизвикала поинаква состојба која е била означена за квалификување на конзорциумот во втората фаза од постапката и понатаму доделување на одговорната набавка. Предметната доделка немала никаква употребна вредност во однос на гарантна техничка способност на конзорциумот. Во таа смисла потпаѓа било какви противправни действија на извршување на кривично дело, што му се става на товар на обвинетиот Сафет Батич, вклучително и помагачи. Ставањето средства на располагање на обвинетите почели Василија Дилович и тоа договор на турски јазик од 5.7.2011, случај помеѓу турскиот производител и ватото осудничени за купопродажба на табилица и наведениот модел како техничка поддршка на членот на конзорциумот Сијакс на Кали, според оцената на овој суд во објективна смисла не представуваат реален придонес во извршувањето на кривично дело од страна на соизвршителите и неа зголемило опасноста, подима значи со понискиот степен, на повреда на правното добро засегнато со ова кривично дело, поради што се наоѓа дека действието на обвинетиот Сафет Батич не представува действие на помагање на кривично правна смисла. Именно договорот на турски јазик од 5.7.2011, однесен во прилог кон целокупната останата документација на постапката за јавна набавка, нема никаква улога во одборувањето и регулацијата на конзорциумот од Комисијата за исполнување на минимум предвидените услови за квалификација во втората фаза од постапката, затоа што условот во однос на техничката опременост на конзорциумот да поседува мобилна табилица со раните карактеристики во техничката документација за дробење на откупање од јагне, со гранулација со капацитет до 30 мм и минимум 350 км на час, веќе бил исполнет со поднесената документација од транспорт до за поседување на мобилна табилица 10-12 км. Ова дотолку повеќе што на прашање на бранителот на обвинетиот Сафет Батич, дали статичната дробилка на ватото влијае на годинањето и со тоа на исходот на постапката, вештото лице Киро Остов на записник за главна расправа 22.12.2017 година децидно изјави дека и со неа и без неа конзорциумот би бил изброен осуд. Дополнително во прилог на ова говори и аудиоматеријалот изведен на предлог на обвинителството, во кој го слуша разговорот помеѓу директорот на Елена Чимбовски, кога генералниот секретар на владата Филип Божиновски го прашува дали ако некоја фирма понуди повеќе мобилизација, тоа би е исходот, а овој му одговара дека е битно да ги исполни условите, дека тоа буквално
ништо не значи, или како што речи, тоа е трешхолд. Значи, само што ќе го помине минимум, добар. Минимумот е битен, ако има повеќе да се од тука неспорно произлегува дека за квалификување од втората фаза од поставката по објавениот тема, договорот на турски јазик не играл никаква улога, ниту пак било влијание за додадување на договорот за јавна набавка на конзорциум, составен од Трансмет и Селекција на КНС, како член технички поддржан од двата договорот. Конечно, действието на обвинениот Саво Патич нема никаков каузален придонес во извршување на главното дело, сторено од останатите обвинети со извршение. Од СДО се бе елаборирано, може да станете, услови на патичните законности, овој совет беше едногласно присвоен мајата и гласањето, по кое во името на граѓаните на Република Македонија ја донесе јавно објавува следната пресуда. Обвинетите Сеат Почан и Василија Вирович со лични податоци кои била детално наведени во истината на пресудата, виновни се за сторено кривично дело за употреба на поставката за јавен повик, додадување на договор за јавна набавка или јавно приватно партнерство. Од член 275 став 3 став 1, односно член 22. Па согласно цитираните одредби, како и членовите 3, 4, 7, 29, 30, 37, 32, 33, 34, 35, 39 од Кривичниот закон, судот обвинетиот Сеат Почан го осуди на казна затвор во траење од 6 години. Согласно член 275 став 6 од Кривичниот законник, судот на обвинетиот Сеат Почан му изрекува и забрана за вршење професија, дејност или должност, да биде управител, одговорно лице на правно лице, односно член на орган на управување во правно лице во траење од 3 години. Обвинетиот Василија Вирович, согласно цитираните одредби, што претходно ги наведов, како и одредбите од член 40 и 41 од Кривичниот законник, со оглед дека го преминува Кривичниот законник, што важи во времето на оспорување на Кривичниот дело 2011 година, го осудува на казна затвор во траење од 3 години. Согласно член 275 став 6, судот на обвинетиот Василија Вирович му изрекува и забрана за вршење професија, дејност или должност, да биде застапник на правно лице или овластено лице во правно лице за подпишување на тендерска документација во било каква постапка по објавен тендер на кој може да се јави во такво својство во траење од 3 години. Обвинетите правни лица Трансмет до Скопје со податоци и Друштво за рударство и прележништво Селекција на металистите од Кратово кривично одговорни се за кривично дело за употреба на поставката за јавен повик, додадување на договор за јавна набавка или јавно приватно партнерство од член 272 став 4 во врска со став 3, врска со став 1 од Кривичниот законник, па согласно цитираните одредби, како и членовите 96а, 96б, 96г, 96е, 96и од Кривичниот законник, судот обвинетите правни лица Трансмет и Селекција на КНС ги осудува на парична казна во износ од 2 милиони денари, која парична казна секој од обвинетите правни лица да плати во 30 дена од денот на основата на пресудата од страф на присудни исполнители. Доколку паричната казна не може да се изврши од имотот на правните лица, поради тоа што правните лица немаат имот или престанале да постојат пред извршување на казната, казната ќе се изврши од нивните правни следбеници, а ако нема правни следбеници од имотот на основачот или основачите на правните лица, сразмерно на вложените удели, односно во случаите утврдени со закон по трговското друштво, имотот на акционерите, односно содружниците, сразмерно на нивните удели, ако со своите одлуки и постапки го оневозможиле или попречили извршувањето на паричната казна. Согласно член 275в став 7, врска со член 96б точка 2 од Кривичниот законник, на обвинетите правни лица Трансмет и Селекција на КНС им се изрекува забрана за учество на постапки за јавен повик, додадување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство во траење од 3 години. Согласно член 100 од Кривичниот законник, од обвинетите правни лица Трансмет и Селекција на КНС се конфискува имотната корист стекната со извршување на кривичното дело во износ од 1,60 милиони денари во корист на доколку конфискацијата ова со оглед дека со кривичното дело е прибавена имотна корист во обвинетите правни лица. Доколку конфискацијата не може да биде спроведена спрема правните лица, обвинетите правни лица поради немање на имот, постапката за конфискација ќе се спроведе согласно одредбите од член 98 од Кривичниот закон.
трошите на постапката, кои што бидат детално образложени на системното образложение на пресудата. И на крај само кратко осврт за ценењето на оkolностите по однос на приложувањето на силата. Критичната санкција секогаш имаше во предвид судот сите околности предвидени од член 39. Така што реков, времето што важно времето на извршувањето на критичното дело што биде во важност. Во таа смисла имајќи одредената казна за предметното критично дело, а со оценка на околностите поврзани со истото и со личноста на свидетелите, судот ќе подржнувачи околности и начината на загрозување, односно потребата на заштитеното добро. Со оглед дека станува збор за критично дело против јавните финансии и главниот промет. Дело чиј објект на заштита е прилично широк во опред на јавниот интерес и контролата во трошењето на јавни пари. Во таа смисла, степенот на критичната одговорност на секој од обвинетите, побудителот кој е сторено критичното дело, обштествената опасност од овој вид кривични дела во корелација со основачките околности, кои се однесуваат на личноста на обвинетите, нивната возраст, односно младост, семејни или родителскиот статус, личности кои досега не доаѓаат по суд со законот, ниту пак се водат постапки против неа, против нив, коректниот однос што го покажаа во текот на главната расправа, постигнувањето што секој од нив ги оствариле во текот на досегашното своје работење, нарушената здравствена состојба на секој од обвинетите, особено на обвинетите кои се неодобрени, подкрепени со соодветна медицинска документација, па во рамките на вака ценените околности, а имајќи предвид дека изречената казна затвор не треба да представува одмазда за обвинетите за стореното критично дело, мисля да треба да постигне својата цел, да го застраши и одврати го дека состојба од повторно извршување на критично дело, судот цени дека токму со изречените казни затвор, кои што соопшти, ќе се постигне целта на казнувањето, како на генерален, така и на специјално превентивен план, а во смисла на член 32. Формалниот дел, изимно, остава 2 од пресудата. Обвинетиот Сафет Батич со лични податоци се ослободува од обвинение дека го стори критично дело. Од член 275 В став 3 во со став 1 во член 24 од Критичниот законник, а согласно член 403 став 1 точка 1 од ЗКП, бидејќи делото за кое се обвинува не е критично дело за прекратување. Тоа што се дека стапка однос на правното лице, одговорност на обвинетиот, па е тоа на бюџетна став 3, решение спрема обвинетото правно лице. Битно спрема обвинетото правно лице, батото осуденичени, се одбива обвинението согласно член 402 став 1 точка 1 од ЗКП, бидејќи покровителството се откажа обвинението за предметот на рачно. И овие трошки стапката паѓаат. Сега по одобривањето на предложената пресуда, сите обвинети кои се недоволни на пресудата имаат право на жалба, најсмено открием по која што пресудата. Се надевам дека како и досега и на крајот